Добар ден, драги ученици! Во ова видео е наменето за учениците од 9 оделение по предметот математика. Во него ќе видиме како решаваме систем линеарни равенки со две непознати со метод на спротивни коефициенти, односно така наречен метод на елиминација. За таа цел ќе разгледаме неколку примери. Во првиот пример, кој што е даден, 5x плюс 2y еднакво на 11 е првата равенка и ја означуваме со 1, а втората x плюс 2y еднакво на минус 1 ја означуваме со 2. Во овој систем линеарни равенки, бидејќи коефициентите пред непознатата y се еднакви, значи во првата равенка коефициентот е плюс 2 и во втората коефициентот е плюс 2, тогаш разликата на двете равенки, односно ако од првата равенка ја одземеме втората равенка, на тој начин ќе ги елиминираме членовите со непознатата y. Еве, овде ви е представено како ги одземаме двете равенки. Значи, се ослободуваме од заградата и ги бараме сличните членови. 5x и минус x се слични и плюс 2y и минус 2y се исто така слични. Сличните членови ги собираме на тој начин што членовите плюс 2y и минус 2y се добиваме збир 0, значи не останува членот само со непознатата x. Наредниот чекор добиваме 4x еднакво на 12 и за да ја најдеме непознатата x, овде делиме со 4 од двете страни на знакот еднакво. На тој начин добиваме дека решението за x е 3. За да ја најдеме сега непознатата y, заменуваме за x еднакво на 3 во првата равенка од системот, која што беше 5x плюс 2y еднакво на 11, значи на местото на x, еве, си заменуваме 3 и добиваме 15 плюс 2y еднакво на 11. За да можеме, добиваме линеарна равенка со една непозната, за да можеме да ја пресметаме вредноста на y, ги применуваме оние трансформации кои што при решавање на линеарна равенка со една непозната, односно одземаме 15 од двете страни на равенката или така на некој начин всушност бројот 15 го префрлуваме од другата страна со менување на знакот. На тој начин добиваме 2y еднакво на 11 минус 15, кога тоа би го решиле, односно кога би поделиле со 2 од двете страни на равенката, добиваме дека y е минус 2. Значи, решението на системот е x еднакво на 3 и y еднакво на минус 2. Можеме да направиме проверка со тоа што вредностите на x и на y ќе ги замениме во двете равенки на дадениот систем, и доколку добиеме точно бројно равенство и во едната и во другата равенка, тоа значи дека решението што сме го добиле не е точно. Наредниот пример што ќе го разгледаме е пример во кој што сега коефициентите на пред непознатата y се всушност два спротивни броеви. Значи, во првата равенка коефициентот пред y е плюс 3, а во втората равенка коефициентот пред y е минус 3. За таа цел, за да можеме да елиминираме една од непознатите, односно да ја елиминираме непознатата y, сега двете равенки ќе ги собериме. Значи, во овој пример, равенките ги собираме, 1 плюс 2, и добиваме повторно една равенка во која што членовите со непознатата y се кратат, односно добиваме збир 0 за нив, ги бараме другите слични членови со x и добиваме линеарна равенка со една непозната, која што можеме да ја решиме доколку поделиме со 6 од двете страни на равенката и добиваме решение за x еднакво на 2. Сега исто, за да ја најдеме вредноста на y, го заменуваме x еднакво на 2 во првата равенка од системот. Значи, на местото на x ставаме 2, вредност 2, и повторно добиваме линеарна равенка со една непозната по y, значи одземаме 8 од двете страни на равенката, односно бројот 8 го префрлуваме од другата страна со менување на знакот, па делиме со 3 и добиваме решение y еднакво на 7. Значи, решение на целиот систем ќе бидат вредноста x еднакво на 2 и y еднакво на 7,
односно решение на еден систем е подреден пар, во кој што првиот член е x, вториот е y. Проверка исто така за да направиме. Заменуваме во двете равенки за вредноста на x 2 и за вредноста на y 7. Доколку во двете равенки добиеме точно бројно равенство, значи решението ни е точно. Наредниот пример, во наредниот пример сега ќе видиме како, доколку ниту во една од равенките немаме ниту еднакви, ниту спротивни коефициенти пред една од непознатите, во тој случај ние самите ќе направиме да коефициентите бидат еднакви или спротивни броеви. Во овој пример ќе ја земеме непознатата x и ние сега сами ќе направиме коефициентите пред непознатата x да бидат еднакви броеви. Односно, првата равенка ќе ја помножиме со 3. Тоа значи дека секој член од равенката, и x, и членот плюс 2y, и 6, ги множиме со 3 и на тој начин го добиваме овој систем. 3x плюс 6y еднакво на 18 и 3x минус 4y еднакво на 28, во кој што коефициентите пред непознатата x се два еднакви броја. За таа цел, за да се ослободиме од членовите што содржат x, ги одземаме двете равенки и на тој начин ќе се елиминира непознатата x. Кога ќе ги одземеме двете равенки, прво што треба да направиме да се ослободиме значи од заградата и потоа ги бараме сличните членови. Во слични членови се 3x и минус 3x и 6y и плюс 4y. Спротивните членови 3x и минус 3x се кратат, односно нивниот збир е 0, па така ни останува линеарна равенка со една непозната по y. За да можеме да го најдеме решението на y, во оваа равенка делиме со 10 и добиваме дека y е минус 1. За да ја најдеме вредноста на x, го заменуваме y еднакво на минус 1 во првата равенка или можеме и во втората, во една значи од равенките на системот. И на тој начин добиваме и решение за непознатата x, односно решение на целиот систем ќе биде x еднакво на 8 и y еднакво на минус 1. Повторно проверка правиме со тоа што овие вредности за непознатите ги заменуваме во двете равенки и доколку во двете равенки добиеме точно бројно равенство, значи решението ни е точно. Последниот пример во ова видео всушност ќе ни каже како доколку немаме исти или спротивни коефициенти пред една од непознатите, но и немаме коефициент 1 или минус 1 пред една од непознатите, како да го направиме системот да и една од непознатите во двете равенки има исти или спротивни коефициенти, односно како да го примениме методот на елиминација во тој случај. Во овој случај, за да направиме коефициентите пред една од непознатите да бидат еднакви или спротивни броеви, ние всушност ќе најдеме, во овој пример ќе го направиме тоа за непознатата y. Ќе најдеме најмал заеднички содржател за коефициентите пред непознатата y во двете равенки, односно за 3 и за 5. Значи бараме најмал заеднички содржател за 3 и 5, тоа е 15. Па така првата равенка ќе ја помножиме со 5, за да можеме коефициентот да го направиме 15 пред y, а втората равенка ќе ја помножиме со 3, за исто така да го направиме коефициентот пред y 15. И тогаш добиваме систем во кој што имаме 25x плюс 15y еднакво на 130, значи сите членови од првата равенка ги множите со 5, а во втората ги множиме сите членови со 3. 24x плюс 15y да е еднакво на 129. Сега ги одземаме двете равенки. Со одземање на двете равенки се ослободуваме пред се од заградата и потоа ги бараме сличните членови, значи исто како во претходните примери. На тој начин ни се кратат членовите со y, значи плюс 15y минус 15y добиваме дека е 0. И така, собирајќи ги, односно одземајќи ги членовите со x, добиваме решение за x еднакво на 1. За да го добиеме вредноста на y, го заменуваме x еднакво на 1 во една од равенките, во овој случај во првата равенка ќе го направиме тоа, и
повторно добиваме равенка со една непозната по y, кога би одземале од двете страни на равенката минус 5 и кога би поделиле потоа со 3, добиваме решение и за непознатата y. Па така, решението на целиот систем би било x еднакво на 1 и y еднакво на 7. Исто, доколку овие вредности ги замениме во двете равенки, можеме да направиме проверка, односно решението ќе ни биде точно доколку во двете равенки добиеме точно бројно равенство. Тоа се сите 4 примери, можни примери, при кои што можеме да го примениме системот, методот на елиминација, односно метод на спротивни коефициенти. Еве за крај, може да пробате, значи од сите 4 примери имате по еден систем, можете за домашно да пробате да ги решите овие 4 примери и да го извежбате овој метод на елиминација.